Ејте со што се викаме Сака Македонија, бевме и во Свети Николе утринава, а кога сме кај љубовта кон Македонија, се разбира се докажува и преку спортот, и кога станува збор за спортот, ќе ти оставам да го најавиш, Кирил. Па не само што ќе го најавам Кирил, он има многу повеќе да ни каже со неговиот соговорник, но денеска за македонскиот спорт, посебно тенисот, е историски ден. За прв пат наш македонски тенисер, поточно тенисерка Лина Ѓорчевска, ќе го има својот прв историски настап на Вимблдон и за незе, но и за целата македонска спортска јавност. Но уште нешто дополнително што се случува пак на домашен терен, паралелно со оно што се случува во Велика Британија, е дека во Скопје на тениските терени во Југ Македонија е домаќин на меѓународен фјучерс турнир за мажи, каде настапи ќе имаат и најдобрите наши македонски тенисери. Повеќе детали токму од лице место ова утро ни носи колегата Кирил Стојанов. Кирил, добро утро по втор пат. Ова утро ќе најавиш секако за оно што ќе се случува од денеска па во следните денови на нашиот меѓународен турнир, но би сакал малку повеќе веќе кога имаме шанса да поразговараме со стручни лица од тенисот и за достигнувањата и за македонскиот тенис кој што ќе го имаме денеска со настапот на Лина Ѓорчевска на Вимблдон. Повели. Иван, така, добро утро, поздрав од тениските терени, овде на тениските игралишта Југ во Скопје. Македонскиот тенис живее убави денови. Денеска во Велика Британија на Вимблдон Лина Ѓорчевска ќе има свој прв историски настап во главниот жреб на еден Гранд Слем, и тоа на најпрестижниот Гранд Слем во годината. Вимблдон во Скопје започнува фјучерс турнирот за мажи, каде што домаќин е Македонската тениска федерација. Ќе настапуваат повеќе македонски тенисери. За успехот на Лина Ѓорчевска, за незиниот настап денес, меѓутоа и за целиот турнир овде во Скопје ќе зборуваме со спортскиот директор на федерацијата Горан Шевченко. Еве, некако го пробивме ледот. Лина Ѓорчевска ќе настапува на Вимблдон. Што значи тоа за македонскиот тенис? Добро утро за вас, за сите гледачи нели кои се вклучени, кои што ја гледаат вашата утринска програма. Па видете вака, секој успех кој што го постигнуваат нашите турнири за нас е важен, за нас е многу важен и е нешто кое што го сакаме, го очекуваме и сме среќни кога некој од нашите тенисери ќе постигне ваков успех. Конкретно за Лина, ова е успех која што таа работи повеќе од 20 години, 25 години, значи работи на ова и се случува, сега некој ќе каже можеби доцна, меѓутоа се случува кога веројатно требало да се случи, според ситуацијата во која што можеби она се наоѓала, и она е, као што гледам, она е на самиот меч реакцијата која што имаше многу среќна, која што успеа да го постигне овој историски успех не само за неа, туку и за целата држава, и е нешто кое што сите треба да бидеме среќни и знаете како е, поттик за младите да разберат дека со квалитетна работа, со упорна работа, дека ова е достижно. Вие како федерација, Лина е наш репрезентативец, како федерација работите на промоција на спортот. Колку еден ваков успех ќе биде дополнителен мотив за државата да го поддржи тенисот на едно поинакво ниво, па да се надеваме дека во иднина нема да биде ова исклучок, туку дека ќе имаме редовни учесници на поголемите турнири. Па со ова тенисот покажува дека е на високо ниво во спортот во Македонија, не. Значи Лина е една од главните актерки, историски успех кој што го постигнува. Меѓутоа имаме и други тенисери кои што доаѓаат, кои што допрва можат да постигнат успех кој што е на ова или приближно ниво, еве да го кажеме. Ова е можеби еден иницијален момент за државата, но нормално и за федерацијата, каде што можеби треба малце посериозно да влезе и да каже тенисот може, тенисот постигнува резултати и имаме веројатно деца кои што постигнуваат резултати и кои што можат да постигнат резултати во некој нареден период. Противничка е ланската финалисткиња на Вимблдон, шеста носителка во светот. Некако е неблагодарно да се прават можеби прогнози за тоа, меѓутоа што е она што вие го очекувате? Има ли Лина шанси против една таква силна и врна тенисерка? Ја од секој сум викал дека Лина е тенисер кој што требаше да влезе топ 100. Поради некои околности не успеа да влезе. Она има таков квалитет и го има тој квалитет. Мислам дека е сега целта која што ја имаше да влезе во главен турнир, она ја постигна. Она е опуштена сега, ја се надевам дека е опуштена. Целата еуфорија некако не е можеби толку голема во моментот, него влегува во овој меч
да можеби направи уште еден исчекор кој што е возможен. Викаме во женскиот тенис топ 100, топ 150 играчи се слични по квалитет, нормално, вие подобрите, подобро рангираните, најголемиот дел од мечевите ги добиваат. Меѓутоа, зашто да не? Зашто да Лина со својот квалитет, кој што ја велам дека е топ 100, може да направи и одредена убава игра и да го кажам изненадување. Зашто да не за македонската јавност да израдува малце повеќе. Така е, спомнате вие дека имаме и други играчи кои што работат, вие со тоа работите како федерација. Од вчера започна меѓународниот фьючерс турнир овде во Скопје. За каков турнир станува збори, кој се ќе го гледаме овде на терените? Овој турнир се повторува од 2023 година, кога нашиот Калин Ивановски го освои. Во изминатиот период го немавме, имавме ATP Challenger, меѓутоа поради одредени околности не успеавме оваа година да го земеме ATP Challengerот. Се враќаме повторно на М25 ITF World Tennis Tour Futures со награден фонд од $30,000 американски долари и првиот освојува 25 поени, значи М25 затоа се вика, нели? И го враќаме името од Challengerот кој што го имавме Macedonian Open, не се откажуваме од таа име. Сакаме тоа да биде промоција за нашиот македонски тенис. Турнирот ќе биде доста квалитетен. Има првите 8 носители се доста еднакви по квалитет, меѓутоа имаме тенисери како Калин Ивановски кој што поради одредени околности како што беа повредата, операцијата, не можеше да настапува, меѓутоа сега се враќа, играше финале во Хрватска на М25, исто ниво на турнир, и очекувам дека он ќе се представи во едно уште подобро светло затоа што веќе полека му легнува целата форма. Во главниот турнир имаме уште четворица тенисери со wild карта, тоа се нашите Девис Куп репрезентативци Амар Хусиновиќ, Кристијан Јанев и Стефан Мицов, и Обрат Марковски исто така доби wild карта, додека последно коло во квалификациите игра нашиот тенисер Гора Србљак, кој што денеска треба да го изигра последното коло, и зашто да не и он да влезе и да имаме 6 тенисери, а во двојки имаме 4 пара кои што настапуваат, а интересна ситуација за прв пат бројка од 14 тенисери настапија во квалификациите. Што е сериозна бројка што до сега не сме немале, и среќни сме за таа работа, нели повеќе од околу 20 тенисери ќе настапат на овој овогодишен Macedonian Open. Како ќе биде распоредот на надпревари, кога ќе се очекуваат настапите пред на македонските играчи, меѓутоа и на сите други, бидејќи знаеме дека имаме високи температури, какви ќе бидат распоредите за надпревари? Денеска се завршува последното коло од квалификациите, имаме 8 меча, во 2 рунди се играат на 4 терени, започнуваат во 9:30 во тенискиот клуб Југ. И потоа во 3 часот имаме една пауза која што сакаме да направиме за тенисерите да се регенерираат, да одморат малце, пошто температурата беше навистина брутална минативе 2 дена. Двојките си играат, 8 двојки си играат денеска, сите наши тенисери од двојките играат денеска, а утре на програмата е првото коло од главниот турнир, кој што започнува, веројатно ќе биде повторно во 9:30 и имаме 4 рунди кои што ќе се одиграат и кои што следат едно по друго. Како што реков, се игра на терените на тенискиот клуб Југ. Влезот е бесплатен, сите луѓе кои што сакаат да видат, да помогнат на нашите тенисери со навивање, се добре дојдени да дојдат тука и да ги бодрат нашите тенисери. Кога е планирана да биде завршницата на овој фьючерс? Така, завршницата е во недела, финалето сингл, додека во сабота се полуфиналните мечеви во сингл и финалниот меч во двојки на централниот терен овде во Југ. Горан Шевченков, благодарам за разговорот. Честитам на успесите на Тениската федерација, на пласманот на Лина, меѓутоа на организацијата на овој турнир овде во Скопје. Ви благодарам за поканата. Еве слушнавме од спортскиот директор на федерацијата за тоа што представува настапот на Лина. Убаво е да се слушне оптимизам од човекот тенисот, дека во женскиот тенис, меѓутоа и во тенисот и во спортот се е можно. Слушнавме за тоа како и на за каков турнир станува збор овде во Скопје. Macedonian Open, кој што започна квалификациите, започнаа вчера, утре започнува и главниот жреб во поединечна, денеска и во двојки. Сите оние кои што се во можност се добре дојдени да бидат ветар во грб на македонските тенисери. Ние сега овде ќе го завршиме во вклучување, затоа што тенисерите веќе го и започнуваат оние подготовки за првите надпревари кои што треба да започнат некаде околу 9:30 часот.
Кирил, ти благодарам, му благодариме и на господина Чевченко за тоа што одвои време ова утро директно од тенискиот клуб Југ во Скопје да известиме за меѓународниот турнир, но да ставиме и акцент на тениската јавност, на македонската спортска јавност за она што следи денеска точно напладне. Нашата тенисерка Лина Ѓорчевска ќе го има својот прв историски настап на турнирот Вимблдон. Кирил, ти благодарам уште еднаш, а вам почитувани ве поканувам